Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Над 120.000 евра обезбеди општина Виница во соработка со владата, а што компанијата ТАФ ги пренамени за подршка на општинските проекти. Со средствата ќе се реконструира водоводната мрежа на 3 улици во централното градско подрачје. Локалната самоуправа на Виница ќе реконструира примарната водоводна мрежа на 3 улици во централното градско подрачје, за што ќе инвестира 7.600.000 денари. Градоначалникот Ивица Димитров го потпиша договорот за финансиските средства што турската компанија ТАФ Македонија во договор со владата ги пренамени од Штипскиот карго аеродром за значајни проекти во општините. Според договорот, со финансиската подршка од државата, ќе се реализира проектот за реконструкција на водоводната мрежа на улиците Христо Узунов, Григор Прличев и Партизанска. Дотраените цевки, стари неколку децении, ќе бидат заменети со нови, со што ќе се избегнат честите дефекти и прекини во водоснабдувањето во источниот дел на Виница. Градоначалникот Ивица Димитров истакна дека со оваа инвестиција 100% ќе биде реконструирана водоводната мрежа во градското подрачје, односно веќе ќе нема азбестни цевки. Се очекува наскоро владата да го објави повикот за избор на изведувач, пошто ќе почнат и работите на терен. Освен во градското подрачје, општина Виница ја реализира и реконструкцијата на водоводната мрежа во селото Блатец. За оваа намена се инвестираат 1,5 милион денари, обезбедени од Бирото за регионален развој. Блатец ќе биде последното населено место во општината во кое ќе се направи замена на азбестните водоводни цевки со нови полиетиленски. Претходно беше завршено поврзувањето на селото Лески на градскиот водовод, со што е решен повеќе деценискиот проблем со водоснабдувањето за над 230 семејства од ова населено место. Павловденска литија, празнична вечерна и литургија по повод празникот на градот Виница, Павловден. На божествената света литургија чиноначалствуваше владиката Иларион и свештеници од Брегалничката епархија. Се кршеше и славскиот колач. Градот Виница со голем број настани го одбележа својот празник Павловден. Павловденското чествување започна утринава во храмот Свети Архангел Михаел, каде света божествена литургија служеше владиката Иларион со свештениците од Брегалничката епархија. Продолжи со литија пред параклисот Свети Павле. Во традиционално одбележување на верските обичаи се кршеше славскиот колач, а кумството и годинава го продолжува градоначалникот Ивица Димитров со неговата фамилија. По повод Павловден неколку дена се одржаа активности и настани. Беше прикажана театарската представа Чувари на планетата, преку која се охрабрува детето да продолжи по неговиот разигран природен детски пат, но исто така му дава шанса на возрастниот да се наврати на детето во себе. Од културната програма по повод Павловден во соработка со Домот на културата Тошарсо во Виница се одржа концерт на изворна музика. Учесници на овој концерт беа Бајса Арифовска, Душко Георгиевски, Емил Адамски, Златко Димитриовски, Радко Даутовски и Даниел Маневски. На 13 јули филмски фестивал за млади и промоција на книгата Македонски визуелен идентитет на Гордана Вренцовска и изложба Акварели, чеј автор на проектот е Маријана Иванова. Програмата завршува со поетско-музички перформанс кај Градската библиотека во Виница. Основното училиште Малина Попиванова ги започна активностите во рамки на проектот Цели за одржлив развој на учениците од Еразмус плюс програмата. Целта е дефинирање цели за одржлив развој на ученици и истите ќе се применуваат во училиштата. Во Кочани присуствуваа проектните партнери од училишта од Хрватска и Бугарија. Цели за одржлив развој на учениците е проектот кој преку Еразмус плюс програмата го реализира основното училиште Малина Попиванова од Кочани, заедно со партнерски училишта од Хрватска и Бугарија. Проектот се реализира во соработка со невладината организација Екологик од Скопје. Во овој проект се подготвуваат наставни материјали и онлайн платформа преку која се дефинирани 17 цели за одржлив развој на ученици и истите ќе се применуваат во училиштата. Материјалите ги спремаат наставниците и ќе бидат работени со ученици од сите партнерски училишта. Започнуваме со првиот состанок со нашиот проект преку Еразмус
Националната агенција. Значи, нашиот проект е за цели за одржив развој на учениците и ја имавме таа идеја што ја започнавме и успеавме. Значи, со нашите пријатели, колеги, значи, од училиштата од Стара Загора и од Карловац, стапивме во контакт прво, значи незванично, потоа и званично се договоривме за вклучат сите во проектот. Исто така е вклучени невладина организација од Скопје, Екологик, со која веќе соработуваме претходно и е позната на кочанската јавност со велородови и со што го правим. Значи, ова е прв почетен состанок на кој што ќе се договорат сите активности во поднатамошната работа. Имаме уште 3, значи едниот ќе биде во Хрватска, во Карловец, едниот ќе биде во Стара Загора и третиот ќе биде во Скопје кај невладината организација. И се надевам дека како што го започнавме и ќе бидеме успешни и ќе го завршиме така. На отпочнувањето на активностите во рамки на проектот присутни беа координаторите од Бугарија и Хрватска. Бяхме поканени од Кочани. На покана на директорот и наставниците од Основното училиште Малина Попиванова од Кочани и ние зедовме учество во европскиот проект. За прв пат учествуваме во ваков проект, а во 2019 година добивме еден проект кој што беше поврзан со обука на наставници. Во вториот на кој што работевме, партнери ни беа Португалија, Италија, Полска, Романија, Бугарија и Турција. И ова ни е трет ваков проект, кој навистина многу ни значи, бидејќи посебно што е во соработка со Македонија и се надевам дека активностите ќе течат одлично. Тиеком едnog меѓународnog проекта На еден меѓународен проект запознав една наставничка која што работи во Основното училиште Малина Попиванова во Кочани. И на покана на ова училиште ја започнавме соработката во врска со проектот. Поради пандемијата, најпрво контактиравме онлайн, но еве сега прв пат вака се сретнавме на заеднички активности и се надеваме дека ќе ги оправдаме сите очекувања. Во соработка со сите вклучени партнери ќе се организираат дополнителни обуки и тренинзи согласно целите на проектот заради споделување на искуства и постигнување на посекуваните резултати. Доколку дозволи здравствената криза со COVID-19, активностите ќе продолжат да се реализираат со физичко присуство и посета на споменатите партнерски училишта од европските држави. Слепите лица од 5 здруженија од државата и представници на Националниот сојуз на слепите во Македонија на заедничко дружење на Дабот кај селото Бели. Домаќин беше Кочанското регионално здружение на слепи и слабовидни лица. Средба и заедничко дружење на Дабот кај селото Бели реализираа слепите лица од 5 здруженија од Македонија и представници од Националниот сојуз на слепи. Средбата беше во организација на Кочанското здружение на слепи и слабовидни лица, кое е регионално. Освен заедничко дружење кое е од големо значење за овие лица, на средбата беше речено дека регионалното здружение и општо државата и општините секогаш даваат подршка на активностите на Националниот сојуз на слепи и се залагаат за унапредување на правата на слепите лица, како преку подобрувањето на законската легислатива, така и преку нејзино доследно имплементирање. Председателот на Националниот сојуз на слепи на Република Македонија ги истакна тековните и идни активности на организацијата со досегашните постигнати резултати во насока на унапредување на положбата на слепите лица, особено во однос на образованието и вработувањето. Соработката помеѓу Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија и Здруженијето на Кочани, кое што е регионално здружение, кое што ги опфаќа не само Кочани, туку и другите градови, Виница, Берово, Делчево, Каменица. Значи имаме преку 100 членови, каде што имаме одлична соработка. Освен овие вакви средби, има и други активности, преку спортски активности, кои што имаме голбал, шах и атлетика, а Здруженијето на Кочани исто така прави и излети и соработката е одлична и секогаш настојуваме да излеземе во пресред пред се во финансии и во активности. Иначе тука се и 4 здруженија, Кавадарци, Неготино, Прилеп и Кочани нормално. И Струмица, се извинувам, ја заборавме. Иначе има Националниот сојуз 17 здруженија у моментот и верувам дека и тие ќе се зголемат у наредниот период, бидејќи има и други регистрирани здруженија кои што треба да ги прифатиме. Иначе поддршката од
владата и од Република Македонија ја имаме. Секоја година добиваме одредена сума на финансии, каде што ги распоредуваме према активностите, према членството на сите здруженија. Представниците на регионалното здружение на слепите од Кочани изразија благодарност до председателот на Националниот сојуз за поддршката и залагањата за лицата со инвалидност. Особено во последниот период работи многу посветено и многу одговорно се на страна на слепото лице во нашиот град и општините кои ги покрива нашето здружение, а тоа се Берово, Делчево, Македонска Каменица, Виница и Пехчево, со тоа што има свој план, односно своја годишна програма со која се предвидени сите манифестации, сите действија кои ќе ги врши здружението. Една од тие е и денешната средба. Оваа прилика ја користам со еден апел да пристапат што е можно повеќе членови кои што не се зачленети во нашето здружение со лица со оштетен вид. Нашето здружение покрива и 8 општини, и другите општини можат да пристапат. Раководството на здружението се грижи посебно, добро, со добра кондиција за секој член, особено внимание и да спрема сите негови можни потреби. Основна цел на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија, кој е формиран во 1946 година, е создавање на подобри услови за живот и работа на слепите лица во државата. Во организацијата членуваат повеќе од 2500 слепи и слабовидни лица од целата територија на Републиката. Дружбата на Дамот во селото Бели продолжи со играње шах и домино, оро и музика до доцните попладневни часови. Уште едно уживање, овој пат во звуците на пијаното и флейтата на музичките уметници Деспина Илиева и Тамара Лазарова за кочанци на концертот што се одржа по повод Петровден во салата на Мултикултурниот центар. Концертот е дел од настаните на летната културна програма на градот. Во салата на Мултикултурниот центар во Кочани се одржа концерт на пијано и флейта на музичките уметници Деспина Илиева и Тамара Лазарова. Илиева дипломиран пијанист, магистрант на факултетот за музика и применета уметност во Грац, Република Австрија, во класата на професор Петер Јожа. Лазарова е абсолвент на оделот по флейта на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев Штип, во класата на професор Златка Митева. На програмата беа дела од Коларовски, Зографски, Прокопиев, Мартину, Лист и Прокофјев. Го имавме задоволството да се представиме пред кочанската публика. Јас лично немам свирено долги години и се надевам дека публиката уживаше во концертот. Свиревме дела од македонски композитори. Исто така исполнивме и една соната за пијано и флейта од Мартину, а јас свирев и дела за соло пијано, како например втората легенда од Лист или вториот став од седмата соната на Прокофјев. Инаку сум студент на магистарски студии на факултетот за музика и применета уметност во Грац. Да дипломирав со највисок успех во 2019 и сега пред мене предстои уште и магистарскиот испит, што се надевам ќе успеам да го завршам следниот семестар. До сега имам настапувано на многу различни места и во многу држави, но би ги издвоила концертната турнеја во Романија, каде што настапував како дел од дуо со флейтистка, моја колешка, и настапот во Музикверајн во Виена и Штефани Енсал во Грац. Вечерва се представивме, дел од репертуарот беа македонски композиции, меѓу кои диалогот за флейт и пијано од Зографски, двата прелудиума од Коларовски и од Прокопиев Дојранка. Исто така и соната од Мартину за флейт и пијано. Се надевам дека кочанската публика уживаше. Моментално сум абсолвент на Музичката академија Гоце Делчев во Штип, кај професорката магистра Златка Митева. Како најдобро мое достигнување би го издвоил концертот во Кина, каде што бев една година на студирање. Концертот представуваше вистинско уживање и пријатно музичко изненадување за кочанци, кој што беше дел од летната културна програма на градот Кочани по повод празникот Петровден. Во Центарот за култура Бели Мугри отворена самостојна изложба на магистар Владимир Темков. Темата е житни полиња, а љубителите на уметноста можат да ја погледнат во наредните денови.
Во фоае 2 на Центарот за култура Бели Мугри отворена самостојна изложба на дела на уметникот магистер Владимир Темков. Изложени се 24 уметнички дела со различни мотиви работени во техниката масло на платно. Во делата доминираат птиците, а насловот на темата е житни полиња, каде во композициите подетелно се насликани пейзажите, а акцентот е ставен на водите, рече авторот на изложбата. Дојдов со 24 дела, кои што се составен дел на една поголема моја изложба, боите на теквишијата, боите на небото, водата и планините во теквишијата. Символично кажано, тоа е и во цела Македонија, значи тоа топло сонце, тие убави води, убави пейсажи кои што се малку трансформирани на еден поликовен јазик, ликовен начин. И ова е трета изложба, после изложбата која што беше во Кавадарци и Прилеп, Кочани е трета изложба и тука е еден дел од циклус кој што е над 100 дела, представува тука. Приемот е стално убав во Кочани, јас сум задоволен од соработката, од пријателството кој што ги имам тука во Кочани и од институцијата, така да во целина еден убав настан денес се случи за мене во Кочани. Самостојната изложба на дела на Темков за љубителите на уметноста ќе биде отворена и во деновите што следуваат. Уметникот Владимир Темков е роден во Кавадарци, средно уметничко училиште, педагошка академија и факултет за ликовни уметности завршува во Скопје, каде и магистрира. До сега има реализирано бројни самостојни изложби во земјава и странство, а дел е и од голем број групни представувања. Бидејќи слика веќе 50 години и сликањето е негова професија и негов сон, уметноста му е составен дел од животот. Со одигрувањето на финалниот надпревар заврши Петровденскиот турнир во мал фудбал, на кој победничкиот пехар го освои екипата на Златно зрно. На крајот од турнирот, што го организираше локалната самоуправа на Кочани, на трите најдобро пласирани, како и на најдобрите поединци, им беа доделени признанија. Победничкиот пехар и главната награда од 60.000 денари на овогодишниот Петровденски турнир во мал фудбал и припадна на екипата на Златно зрно. Во финалната средба таа беше многу подобра и поубедлива од својот конкурент Астра Казино, совладувајќи го со резултат од 7:4. Во текот на целиот надпревар се играше цврст и добар фудбал, при што на почетокот први во водство од 3:0 дојдоа играчите на Астра Казино. Сепак, брзо дојде до изедначување. Во второто полувреме играта продолжи со истото темпо, но добро подготвената и уиграна екипа на Златно зрно не дозволи изненадувања и со уште 4 гола го обезбеди победничкото место. На третата позиција се најде екипата на ВЛТ Грдовци, која во малото финале го победи Балкан Лукс со 2:1. За најдобар голман на турнирот беше прогласен Драган Митев од ВЛТ Грдовци, а за најдобар стрелец Ефтим Аксентиев кој постигна 9 гола. Градоначалникот Илиев им честиташе на најдобрите екипи и поединци. Организаторот направи оваа година огромни напори да овој турнир биде организиран во спортскиот дух, така како што почна, така и завршува. На овој турнир победници се сите. Победи спортот, затоа што во изминатите 24 дена надпреварувачите, учесниците ги покажуваат своите спортски вештини и се надмудруваат додека публиката уживаше во убавините на надпреварите. Се надевам дека и во иднина ќе продолжиме сите вака да се дружиме, да го поддржуваме спортот, се со цел да вклучиме што е можно поголем број од младите, да ги вклучиме во спортот, да уживаме и да се радуваме на спортот. На Петровденскиот турнир во мал фудбал годинава учествуваа 14 екипи со вкупно 140 рекреативци и љубители на фудбалот. Турнирот, што се одржува со финансиска поддршка на општина Кочани, помина во одлична организација на Општинскиот фудбалски сојуз Кочани. Надпреварите беа следени од многобројната публика, а спортските терени во дворот на средното училиште Лјупчо Сантов понудија содржини и амбиент за голем број граѓани од различни генерации.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.